Благој Бочварски е новата срекна звезда за Штип која ќе блеска и сјае за цела Македонија, рече на синокешниот митинг лидерот на СДСМ Зоран Заев. Младоста е предност. Младоста носи ентузијазам. Со негови години знае и е свесен се што почнува, посебно во политиката, има и крај. Тој нема да дозволи да се обрука пред вас. Нема да дозволи да му биде тешко да ве гледа во очи кога ќе заврши неговиот мандат. Не, тој и сите вие заедно ќе се гордеете со вашиот и наш Штип. Пред Штипјани Бочварски го вети следново. Гасификација во која предвидуваме 20 км гасификациона мрежа. Со тоа сметките на граѓаните, на школите, на градинките, на компаниите ќе се намалат за најмалку 40 до 50%. Ќе изградиме уште еден вистински капитален проект за нашиот град, а тоа е браната на река Отиња. Вештачко езеро со цел намалување на летните температури, спорт и рекреација, но и заштита на градот од поплави. Суитлакот мора да биде и ќе остане зелена зона во нашиот град. Тоа ќе останат белите дробови на нашиот град. Нема да дозволам никој да го чепне тој простор, таа зелена зона. Ќе изработиме ново сообраќајно решение за решавање на сообраќајниот хаос во градот и изградба на катни гаражи. На митингот беа представени и кандидатите за советници од СДСМ за Штип. Почитувани, граѓаните на Штип знаат се. Тие заслужуваат само презир. Знаат дека советниците од оваа страна ќе бидат советници на сите граѓани на општина Штип. Знаат дека Благој Бочварски ќе биде градоначалник на сите граѓани. Затоа не сме исти. Затоа не припаѓаме со вас, ние се страмиме од вас и вие не сте лицето на Македонија. Денес на прес СДСМ излезе со нови обвинувања против Захариев. Дали не е изборен подкуп и манипулација на граѓаните, асфалтирање на улици на ден пред избори, па дури и на неработен ден? Најново нешто е да во текот на вчерашната вечер, синоќе, тој асфалтираше во одредени делови на градот. Зар мисли дека Штип е негов пашалак и дека граѓаните ќе му простат за 8 години уништување на градот, за 100 метри асфалт или за една палета бехатон плочки? Како што владееја, така и ќе заминат криминално и шверцерски. Зар не е злоупотреба на службена должност во текот на работниот ден со службеното возило, кое е купено од пари на граѓаните, истиот тој, Илчо Захариев, да носи рекламен материјал по институции? Обвинување на адреса на СДСМ имаше и од ВМРО ДПМНЕ. Поред информациите кои доаѓаат до Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, голем број нови раководни лица, директори, високи владини функционери се обидуваат на секаков начин да го ублажат големиот пораз кој им следува. Ја известуваме и замолуваме полицијата за зголемено присуство во близина на избирачките места, особено во делот каде живее ромско население, бидејќи според сведочењата на жителите токму од овие населби, изминатиот период, сегашни штипски директори од СДС со пари се обидуваат да ги придобијат жителите на овие населби да гласаат за нив. Сите овие сведошта на жителите на овие населби се само уште еден доказ дека народот не се плаши да го дигне својот глас против оваа погубна и поразителна политика на СДС. Дел од кампањата на ВМРО ДПМНЕ беше и средбата со спортистите. Ние како Совет на општина Штип во изминатиот период покажавме и докажавме дека се грижиме за оваа целна група. Дадовме подршка на спортски клубови, на спортски работници, но исто така и ги одржувавме спортските терени за да можеат сите спортски активисти, сите спортски работници да рекреираат, да спортуваат. Така ќе продолжиме и во наредниот период. Наша задача е да бидеме во комуникација со сите спортски работници, со сите спортски клубови, како Совет на општина Штип преку Комисијата за спорт да дадеме подршка, да дадеме стимул за овие работници. Беа презентирани и проекти за Ново село. Штип допрва ќе се развива и гради, а Ново село ќе го добие вистинското значење. Во следниот мандат Ново село ќе се здобие со довршување во уредувањето на коритото на река Отиња, до вливот во река Брегалница, реконструкција и реставрација на куќи со староградска архитектура. Ново село ќе биде туристички центар каде ќе се негува и презентира духот на овој град пред ините посетители. Почитувани,
Горд сум што потекнувам од овој дел на градот. Горд сум што имам можност преку политиките на ВМРО ДПМН да допринесам Штип да биде подобро место за живење на секој од нас. На неколку часови предизборниот молк сите кандидати излегоа со завршни обраќања до гласачите. Јас сум Раман Демиров, носител на листата на група избирачи број 68. Овај прес или како да го наречем го свикав затоа што имам потреба од самите граѓани кои сакат да ми го дадат гласот, нека гласат за број 68. Нема да бидат изненадени од мене, мислам ќе се трудам да ги исполнувам нивните желби, не само нивните, уопште на целата популација у Штип, и мислам дека во иднина мојата врата ќе биде секогаш отворена и секогаш ќе бидам комуникативен со нив, затоа барам поддршка од вас граѓани на Штип, давајте го гласот на број 68. Левица ги повикува штипјани масовно да излезат на гласање во недела, затоа што конечно после 26 години двојно владење на ВМРО ДПМН и СДСМ имаат вистинска алтернатива. Значи вистинска алтернатива што не е врзана со богати спонзори, него сака да изгради сојуз со работниот народ од оздола. Значи излезете во недела, гласете за левица, заокружите број 16 и нека почне вистинската промена од тука, нека почне вистинската промена од Штип. Ние презентиравме голем дел од нашите проекти во оваа изборна кампања, меѓу кои крупните капитални проекти пред се гасификацијата, изградбата на брана на реката Отиња, изградбата на жичара со физибилити студија за изградба на жичара до тврдината Исар, осветлување на Исарот, чистењето на депониите и на ѓубрето од Исарот и од сите диви депонии во градот, намалување на цените на водата за пиење, кое што е од јавното предпријатие Исар за 10%, намалување на сметките за смет за уште 10% за секој оној кој што ќе селектира отпад, градење на градинка во населба Сењак и уште многу други проекти. Преку овие проекти покажавме како во иднина ќе работиме, како ќе се грижиме за интересите на граѓаните на нашиот град, на општина Штип. Затоа, сите граѓани ве повикувам, без разлика на вашата партиска и етничка припадност, во недела да излезете масовно, храбро, решително, гордо и достоинствено и да го дадете вашиот глас за бројот 19, за Социјалдемократскиот сојуз и за нашата коалиција. Затоа ве убедувам дека после тоа доаѓа животот во Штип, доаѓа живот во Македонија. На Штип и на штипјани им треба нова сила, им треба нова енергија на овој град. Затоа продолжуваме сите заедно да работиме во интерес на граѓаните на Република Македонија. Почитувани мои сограѓани, пред 4 години изборите во 2013 година ми ја дадовте поддршката. Масовна поддршка. Вејтивме многу проекти, вејтивме нов Штип, изграден, модерен, зелен, чист град. Веднаш наредниот ден после победата почнавме со работење. Вејтивме 124 проекти, завршиме 450 проекти, кои ви го променија животот на секоја улица, во секоја населба, во целиот град. Престои нов 4-годишен мандат. Обиден сум дека ќе дадете вашата поддршка, пред се заради мојата реална програма. Програма која е направена на вашите предлози. Програма која е последица и резултатот на моите разговори со вас, на вашата улица, во вашата населба, во целиот град. Програмата е осватлива, имаме добри проекти и верувам дека тие проекти конечно ќе заокружат нешто што го започнавме во минатиот мандат. Нашите политички конкуренти, во недостаток на идеи, во состојба на безидејност, немањето добра програма, во оваа кампања се служеа со лаги, клевети, црна кампања. Тоа го препознавте, ви благодарам. Убеден сум дека направивте разлика. Разликата ќе ја кажете вие, поштувани граѓани. Вие сте тие кои ќе одлучите дали на 15 октомври ќе ја дадете поддршката на искуството, работливоста, знањето, посветеноста или на лагите, клеветите и црната кампања.